Наместо покачување, УПОС бара намалување на староста за пензија. Според гранковиот синдикат, финансиската дупка во фондот за ПИОМ ниту ја направиле работниците, ниту треба тие да ја полнат. Од УПОС нудат друго решение кое според нив е померка на работниците, а тоа е враќање на стажот како услов за пензија, и тоа 35 години за жени и 40 години за мажи. Исто така предлагаат намалување на старосната граница за пензионирање за 5 години, односно 57 години за жена и 59 години за маж, под услов работниот стаж да биде 30 години за жена и 35 години за маж. Еден од предлозите на УПОС е и работникот на 5 години пред одење во пензија да може да го откупи стажот. Мислиме дека овие предлози кои денес ги истакнавме ќе допринесат за вработување на млада и квалификувана работна сила, намалување на невработеноста и работниците кои ги исполнуваат овие услови заслужено ќе заминат во пензија. Наместо ова, од УПОС инсистираат да се преиспита начинот на уплаќање на придонесите во ПИОМ. Од сегашните 18% кои се уплаќаат како придонеси, 12 се уплаќаат во фондот на ПИОМ, а 6 се уплаќаат во приватните фондови. Предлагам овој начин на уплата да се измени и да се предложи нов, а тоа е 14% во фондот на ПИОМ и 4 во приватните фондови. Ова би допринело до поголем прилив на средства во ПИОМ, со што не би се оптеретувала државата за метнување на други средства во фондот на ПИОМ. Реакциите на УПОС доаѓаат откако состојбата со финансиската дупка во фондот за ПИОМ стана алармантно голема, а во јавноста се појавија неколку предлози како истата да се намали.